Како тежок пристап до информација од јавен карактер се изјасниле 73% од новинарите. Делумно тешка достапност до информациите од јавен карактер изразиле 23%, а само 4% дека таа достапност е делумно лесна. На прашањето дали знаат новинарите кој е законски предвидениот рок за одговор на барањето ако го поднесат писмено, 84 одговориле позитивно, 16 негативно, но морам да напоменам дека 14% од оние што одговориле со да, дале погрешен одговор за рокот за одговор на барањето, најчесто сметаа дека тоа е 10 дена. На прашањето дали знаат кој е законски предвидениот рок за одговор на барањето ако го поднесат устно, 67 одговориле дека не знаат, а 33% дека знаат. Меѓутоа, 75% од оние што одговориле дека знаат, дале погрешен одговор за рокот за одговор на устно поставеното барање. Дали се информирани дека постојат одредени санкции, 88 во случај да не добијат одговор, 88 се изјасниле позитивно, 92% знаат кои се иматели на информација од јавен карактер. На прашањето дали сметаат дека преку овој закон можат да дојдат до релевантни податоци преку медиумите, кои информации треба да и бидат достапни на пошироката јавност, 58% одговориле не, 7% не знам и да 35%. Сега доаѓаме до клучното. Дали некогаш сте доставиле барање за информација од јавен карактер? 58% одговориле не, а 40% да. На прашањето колку барања имате доставено досега, излегува дека просечниот број на доставени барања од оние кои доставиле е 1,4, што е минимално. Деновите на чекање на информацијата што е побарана, најчесто во 43% изнесувала 30 дена. Како ги оценуваат генерално добиените одговори? 63% се изјасниле дека добиле нецелосни одговори, а 37% целосни одговори. На прашањето дали добиените информации ги објавивте во вашите текстови, 73% одговориле не, а 27% да. Кои беа последиците од тоа што воопшто не ја добиле или добиле нецелосна информација? 80% одговориле дека објавиле нецелосна информација со нецелосни податоци, а 20% одговориле дека не можеле да ја објават приказната што ја истражуваат. На прашањето дали поднеле жалба поради неодговорање на барањето, 90% одговориле не, 10% да. На жалбата не им било одговорено на 100% од испитаниците. На крајот, на прашањето зошто не го користат или малку го користат законот за пристап до информација од јавен карактер во своето работење, 32% одговориле дека причината е поради тоа што не очекуваат дека ќе ја добијат потребната информација. 31% одговориле дека причина за тоа е што голем дел од информациите се прогласуваат за доверливи, 29% поради долгиот рок за одговор, а 8% бидејќи се обесхрабрени од досегашното искуство. И на прашањето што според вас треба да се направи за поголема примена на пристапот до информација од јавен карактер од страна на новинарите, 37% одговориле дека институциите треба доследно да го почитуваат законот, 32% дека треба да се скратат роковите за одговор, 28% дека треба да се едуцираат новинарите за можностите на законот и 3% навеле други причини. Тоа отприлика накусо тоа се резултатите кои што сами по себе се многу илустративни, колку многу, односно колку малку новинарите го користат законското право за слободен пристап до информации.
Пролиберти достави прашалници до институциите иматели на информации кои според извештајот на Комисијата за заштита на ова право се некаде околу 1253 со завршниот извештај лани ви имавте таква бројка. И ќе кажам вака неколку податоци од неколку министерства кои од прилика исто така ја потврдуваат оваа ситуација. Значи, повеќето институции не водат посебна статистика за барањата што стигнуваат од страна на медиумите, па затоа, например, од едно министерство нема одговор колку барања стигнале во 2012 и 2013 година. Во случајов не се битни имињата на министерствата, битно е да ја нотираме состојбата, значи во еве конкретно министерство велат дека за одговор на барањата за медиумите го користат рокот од 1 ден, што е многу охрабрувачки, ако не е исклучок ова. Причина за тој рок да биде подолг е доколку проблемот е покомплексен и им треба повеќе време за да достават информацијата. Тие сметаат дека достапноста до информациите од јавен карактер е лесна и оценуваат дека е важен овој закон и дека преку него се овозможува пристап до информации кои што треба да и бидат достапни на пошироката јавност. Според ова министерство, што треба да се направи, значи институциите подоследно да го почитуваат законот и да се едуцираат новинарите за можностите што ги нуди овој закон. Друго министерство, например, на прашањето колку барања од медиумите имате одговорено досега, велат дека министерот во 2012 година директно одговарал на прашањата од медиумите на пресконференции. Значи, ова многу илустративно зборува, бидејќи меѓу две пресконференции на министерот сигурно се случуваат многу настани, теми од интерес на новинарите, значи тој вакуум период не е на никаков друг начин покриен. А за во 2013 година нотирале дека е поднесено само едно барање од страна на медиум, на кое истото министерство одговорило за 4 дена. Нагласуваат дека на новинарите им укажуваат на можноста одговор на барањето да добијат побрзо ако го поднесат усно. Пречки сметаат дека нема за да се намали рокот на одговор, освен кога прашањето исто така е покомплексно. За поголема примена на Законот за слободен пристап до информации, сметаат дека е важно имателите на информации постојано да ги ажурираат податоците. Тоа е тоа, меѓутоа сега ќе ви го кажам најилустративниот пример кој што говори за односот на медиумите и ниското ниво на примена на законските можности што ги нуди овој закон. Значи, ова е прашалникот што го доставивме до град Скопје. Одговорот на колку барања од медиумите имате одговорено досега во 2012 0 барања, во 2013 0 барања. Многу брзо и ажурно морам да ги пофалам службите за контакт со јавност од град Скопје ни одговорија на овој прашалник и дадоа многу илустративно објаснување, ќе ви го прочитам. Медиумите не се користат со формални барања согласно Законот за пристап до информација од јавен карактер. Значи, градот Скопје во посочените 2 години, 2012 и 2013, не добил ни едно такво барање. Значи, новинарите тоа го прават на друг начин, преку поставување новинарски прашања по пат на електронска пошта и по телефонски пат до раководителот на одделението за односи со јавност. Меѓутоа, фрапира податокот од град Скопје дека таму годишно добиваат повеќе од 800 новинарски прашања. Меѓутоа, ниедно според можностите што ги нуди овој закон. Сега добра страна е ако експедитивноста на град Скопје
не е отворило потребата на новинарите да го користат ова право, тоа е добро, меѓутоа од пракса знаеме дека има ситуации кога за некои информации е потребно да се постапува и во согласност со овој закон. Јас накратко ви ги кажав и искуствата од институциите, дел од нив се разбира, дел не одговорија на прашалниците, дел сметаа дека и одговорот на овој прашалник треба да го достават, одговорите да ги достават според Законот за пристап до информации од јавен карактер, без да сватат поентата на нашето истражување. Ситуацијата е различна, ако ги разгледате веб страниците на институциите иматели на информации, ќе видите дека солиден број, можеби 50% од нив, точно имаат наведено кои лица се овластени за барање по согласно со овој закон, наведена мейл адреса и телефонски број. Некои тоа воопшто го немаат, а има и такви институции кои што имаат наведено лице за контакт и телефонски број, меѓутоа тие едноставно не функционираат.